Граѓанската иницијатива Го сакам ГТЦ е неформална граѓанска иницијатива која се формира 2013 година по иницијација на некои членови на Асоциација на архитекти на Македонија. Се обидовме да вклучиме повеќе искуства и активистички и архитектонски во мобилизација за првиот протест, поголем протест што се случи за иницијативата. Тој е на 14 јуни 2013 година, кога го направивме првото гушкање на ГТЦ, каде што пресметавме тогаш дека ни требаат 1200 луѓе за да го гушнат ГТЦ, да направат еден зид како една символика за тоа дека не го даваме ГТЦ, не даваме да биде облажен со барокна фасада, и изненадувачки собравме околу 4000 граѓани, значи 3 круга направивме околу самиот објект. Успеавме да мобилизираме доста граѓани, професори, архитекти, активисти, уметници кои што зборуваа и го поттикнаа народот да кажат зошто е битно да се одбрани овој објект. Направивме притисок кон општината, општина Центар, односно кон градоначалникот и советот да го предложат прашањето за референдум за ГТЦ пред советот, кој го гласаше, и практично формален носител на референдумот беше општина Центар. Додека активностите на самиот референдум понатаму ги спроведовме ние како иницијатива. Формално не успеа референдумот, немавме цензус над 50% колку што предвидува законот, имавме 40 нешто проценти излезност, но од тие што излегоа околу 98% гласаа против барак. Покажавме дека е возможно преку една неформална иницијатива да се мобилизираат толку граѓани, да го кажат својот глас против некои тоталитарни политики на власта. И еве, колку 2-3 години после референдумот имаме ГТЦ се уште не е чепнат. Значи 3-4 години од првиот протест не е останате во својата автентична форма, а целата негова околина е заробена во барок. Многу луѓе после самата кампања ни приоѓаа и викаа дека доста научиле за самиот објект, за самата култура, за контекстот. И тоа е еден добар пример како преку различни алатки, неформално, значи ГТЦ не постои збир од луѓе, не е никаква невладина фирма или било која асоциација, што е позитивниот аспект. Она што како лекција може да се научи за следни чекори е дека кога се влегува во сериозна тема како референдум, може би треба малце поголема спремност, може би треба малце посериозни анкети на терен, може би треба, имаше доста забелешки околу начинот како го формулиравме прашањето, така што тоа би го кажал како некоја лекција. Може би во следни референдуми локални, ако ги отвараме, треба малце да постручно да навлеземе во конкретните проблематики.